Акција! Тишина, деца, тишина, 100 пати викам. Две другарки се сретнаа во паркот и шетаа заедно. Здраво! Здраво! Ајде, дојди. Додека се шетаа, наидоа на една шапка. Колку е убава! Абе, не може јас ќе ја земам. Не може јас ќе ја земам. Најме јас прво најдов. Двете другарки се скара која да ја земе шапката. Бисера, слушај вака. Ќе играме лист, камен, ножички и ќе видиме која ќе ја земе. Лист, камен, ножички. Абе, еве ти е шапката и стај ја. Бисера ја стави шапката и исчезна. Ја нема. Чекате ми. Навистина ја нема. Сега што ќе правам? Најдобра другарка ми беше. Леле, нема. Што ќе правам? А нема друго, што ќе се јавам во полиција. Ајде, ќе се јавам. Илена беше многу тажна поради случката. Добар ден, драги гледачи, денеска ќе ви ја кажам временската прогноза за утре. Во утринските часови времето ќе биде врнежливо, додека попладне ќе има сонце со мал ветер. Илина, ме гледаш? Бисера? Бисера? Имајте убав ден. Пријатно. Мајко мила. Бисера! Секој месец кој започнува со недела има петок 13. Добро де, јас не се плашам од петок 13. Дали сте знаеле дека себрениот накид можете да го исчистите со кетчап? Само ставете го 50 минути покриен со кетчап и потоа оплакнете го со четка за зъби и со топла вода. Тоа ќе биде како нов. Да бе, после да ми мирисе на кетчап накидот. Знаете ли кое суштество е најголем убиец на луѓето? Кое? Не е крокодилот, не е лавот, не е змијата, туку е комарецот. Ау! Знаете ли кога патката почнува да плива? Искрено да ти кажам, не знам. Кога прв пат ќе влезе во вода. Ахаха! Здраво, Здраво! јас сум за снимање. А зашто снимање? За занимливости. Добро, повели, ајде. Чујте, дали сте го кажале дека ајкулата е единствена риба што може да трепка со двете очи? Сме го кажале тоа. Сте ја кажале? Да, сме го кажале. Беше. А дали сте знаеле дека на нојот окото е поголемо од неговиот мозок? Кажано и тоа. И тоа сте го кажале, леле. Друго нешто знаеш? Имаш време да следите занимливости да ти текне некоја? Ајде. Беше наредениот на Ана? Не, ти? Да, многу бава беше. Најбава беше кога пињатата нели ја пукнавме и го имаше тие убавите рижавчиња, ги знаеш? Да. Ти зашто не беше? Па не знам. Здраво, мете, шо преш? Ништо што правам. Како си? Бош. Зошто? Тоа што ако се допрем на главата, многу ме боли. Многу ме боли. Ако се допрем на стомакот, па ептен ме боли, значи. А па ако се допрем на носот, више ми доаѓа да плачам.
Па на доктор ти треба да идеш. Па ја баш сега сакав да одам на доктор и ми рекоа да идам од 12, а наставничката не знам дали ќе ме пушти. Ај се среќа. Чао. Леле бе Марија, 7 јаболка ти е поред. Па мајка ми вика витамини да јадам и ми пика уранец. Па 7 ли мораше? А не, уште 3 имам. Така уранец. Мета, што ти каже на доктор? Скршен ми бил прстот. Ајде, а кај ти се бананите? Па како ќе јадам со скршен прст? Ајде, чао. Тинтери минтери, тинтери минтери, тинтери минтери шоу! Тинтери минтери, тинтери минтери, тинтери минтери шоу! Леле, не ги можеме. Абе, луѓе, брат ми спие Румен. Па да не го разбудиме, да не го само да не го потивко. Мене мислите до тоа, дај одма ќе сведам, бидете потивки. Ќе гледаме нешто. Ме разбудивте. Не звини. Ау! Не, немој боли. Ау! Румен! Што е? Румен, прекини да ги маваш. Румен! Румен! Што е работа? Румен, зашто ги маваш? Па, добро што. Еве, Румен, па пак ќе си викаш. Абе, немој да ги маваш. Боли. Румен! Погледни ме. Не смееш да ги тепаш. Тие се поголеми од тебе, како така ги тепаш, бе? И зошто ги тепаш? Ме разбуди. Румен, па добро погрешка ме разбуди, бе. Добро, може да извини. Боли. Румен, гледаш да се извинуваат. Па добро, знаеш колку пати они ти донеле чоколадо? Па сега не. Ау. Ќе те купиме другиот татко на сега. Румен, не ги.
да ги маваш. Разбра? Добра идея. Се случва овде? Ние лопи не ми дава да ги тепа. А па тогаш кој ќе ги тепа? Ти. Како така? Лина! Лина! Не! Застанете му. Дайте ми лъжицата. Никой нема да ги тепа. Значи не смеете, тие се поголеми од вас, како така да ги тепате? Не смеете! Не, јас ви забранувам, јас. Е лопи! На што личи ова мали деца да ги удираш со лажите? Ама срамота! Колку години имаш ја лопи? Значи на што личи ова? Како ти текна? Како дојде до таа идеја? Срам те би. Казнете си. Ајде во собор. Ајде, другарките нека си одат, друг пат ќе се дружите. Срамота. Ајде по дома, сите по дома. Пријатно, пријатно девојче. Да пукне. Тинтери шоу! Дали сте знаеле дека најмалите коски во човековото тело се наоѓаат кај ушите? Сакаш да ми кажеш дека имаме ковчења кај ушите малецки, нека многу малецки таму што се наоѓаат и многу се малецки? Тинтери шоу! Пред да бил измислен телевизорот во боја, 75% од луѓето викале дека се сонувале во црно и бело. Денеска вика само 12%. Иначе останатите сите сонуваме во боја. Па знаеш, јас некогаш сонувам и во боја и во црно-бело. Тинтери шоу! Луѓето се единствените суштества во светот кои што џвакаат мастика. Ако ја дадеме на мајмун, тој ќе ја џвака одредено време, после ќе ја извади од устата и ќе се ја залепи во косата. Како ќе се ја залепи во косата кога целото тело му е коса? Тинтери шоу! Париз е град во кој има најмногу библиотеки. Има дури 830 библиотеки. Ако сакате да читате, одете во Париз. Ако има толку многу библиотеки, кој знае колку книги има? Тинтери шоу! Дали сте знаеле дека опашката на гушецот може да порасне долга колку неговото тело? Тоа е многу голема опашка за едно мало глувче. Тинтери шоу! Па дали сте знаеле дека на Не може волку лесно да се збунуваш. Ајде нека ти текне. Кажи нешто, ајде. Да, како беше најле? Леле, ајде бе. Да. Дали сте знаеле дека на Урош, не се шегувај со мене. Збунив. Ама нема се збунив. Имаш уште еден обид, последните занимливости и после не знам. Тинтери шоу! Леле, ајде момче, многу се изморив. Ајде момче, само малку да седнам. Не може, многу главата ми боли. Ајде момче, направи малку место, многу се изморив. не можам, пустите да одам. Ајде молам, направи ми само малку место, многу се изморив. Не можам, од вај дојдов, многу ме боли ногата. Ајде молам, само малку простор, премногу се изморив. Абе, знаеш ти од колкав пат сум јас дојдена? Ајде молам, да Види само ме рамката, како да ти станам? Како су една? Да ти станам, ја од кога сум дојден тука. Ајде молам, само малку место, да молам, Многу ме боли угото и главата, јас не можам. Да молам, многу сум изморена. Ма не можам, едва го чекам докторот, па тебе да ти пушта. Побаре од некој друг. Ова, да не е заразно. Може да ме чеша. Може да е заразно. Ова може да е заразно. Порака,
Леле, видела како се чеса на мене што заразно може. Питер, не ми е страв да не зарази ова. Иска си удам. Како хвърна почна да ме се... Кажа, што ме боли, јас се морам. Я макам, макам. Ау, мене почна да ме зарази, ајде, јас го. Така не си сам. Ама, Лейден! Јас. Тинтери минтери, тинтери минтери, тинтери минтери шоу! Две желки биле испратени во Вселената. Таму им било супер. Се вратиле безбедно на планетата Земја, но биле малку ослабнати и ништо не им фалело друго. Вселенски желки! Тинтери минтери шоу! Ако живеете во Швајцарија и чувате едно морско прасе, ќе бидете казнети, затоа што на едно морско прасе му е многу тешко да живее само. Па како може едно морско прасе да живее заедно? Убаво направиле Швајцарија. Тинтери минтери шоу! Дали знаете дека кучињата доматинци се раѓаат без точки на нивното тело? Тие точките ги добиваат после некое време. Е како после некое време? Собствениците да не ги бојат. Тинтери минтери шоу! Отпечатоците од прстите на коалата се скоро идентични како човечки. Сакаш да ми кажеш дека коалите ни се браќа? Тинтери минтери шоу! Чекај малце, тебе уште не ти текнало ништо? Урош, дај не се шегувај со мене. Ајде нека ти текне нешто. Како беше? Ама што како беше? Ако не ти текнува, ајде стани, оди си. Не знам што да ти кажам повеќе. Добро! Тинтери минтери, тинтери минтери, тинтери минтери бум! Добар ден, драги гледачи. Денеска ќе ви покажам како да направите еден експеримент кој иако е интересен и убаво личи, доста е опасен и затоа ако го правите дома не ви препорачувам да го правите. Морате да го правите со присуство на родител или старател. Сега, првото нешто што ќе ви треба е 4 дела шекер. Тоа значи дека може да се е 40 грама шекер или да има 4 пати повеќе шекер отколку што имате сода бикарбона. Еден дел сода бикарбона. 10 може да е 10 грама сода бикарбона, 40 грама шекер или било која комбинација на тие вредности. Сега ќе ги измешаме едното во другото. Добар начин да го промешате и да ги префрлите од еден сад во друг, ама бидејќи не се опасни може и со лажичка. Во ред, тука имам обичен гипс. Може да користите песок, ама јас имав гипс при рака, па земав од гипсот. Ова е бензин за запалка. Ќе ги стурам за да се намокри гипсот од бензинот. И потоа ќе го истурам смесата од шекер и сода бикарбона во средина. Сега со запалката ќе го запалам дрвеното стапче што го искористив за да ги промешам. И само ќе го доближам. Јас тука ги имам припремено сите безбедносни мерки и имаме противпожарен апарат тука и вода се е безбедно, направено е да не може топливата да се пренесе до масата и да ја запали затоа што има парче дрво кој што е добар изолатор измеѓу. Само гледате го експериментот и доколку морате да го правите дома, правете го во присуство на родител или старател. Значи, драги гледачи, како што можете да видите, гори
за да потпомогнам да продолжи да гори, ќе додадам уште малку бензин. Дали сте знаеле дека во светот на секои 14 минути се губат или се кршат по еден пар во чудо за сонце? Ама овие на сестра ми не може да се скршат. Па сакам и јас такви очила. Кај да си купам? И јас сакам такви да имам. Еден молив Добро. може да биде 17 пати наоштрен, Дури 17 пати. а со него може да се напишат 45.000 збора. 45.000 збора? Фало. Во просек поминуваме 38 денови, а ми ќе ги забите. Некој повеќе, некој помалку. Јас повеќе, секој ден си ги мијам забите, по 2 минути. Дали знаете дека конјите имаат најголеми очи од сите копнени цицачи? Па сигурно и многу добро гледаат. Чекај, кај отиде? Малите коњи, ждребиња, знаат да трчат штом ќе се роди. Многу се добри овие коњскиве факти. Од сите живи суштества на оваа планета, само човекот плаќа пари за да живее. Ама среќата со пари не се купува на оваа планета. Според Гинусовата книга на рекорди, најголемиот балон направен од мастика имал диаметар од 58 сантиметри. Јас пробувам, ама не ми успева нешто. Ако детето ви е болно, тогаш облечете се во сина боја, така на некој ќе му биде најпријатно. Дечки, можеме да победиме, само треба да се концентрираме и да дадеме се од себе, важи? Да. Ајде. Ајде. 1, 2, 3, тинтери-минтери! Ако сте добри во решавање загадки, снајдливи брзи, вие сте создадени за овој надпревар. Значи еве ги задачите, ајде да почнеме. Значи вака. Двајца татковци, ова некои логички проблеми изгледа. Двајца татковци и двајца синови јадат јајца. Секој изел по такмичиме, ајде. Значи секој изело по едно јајце. Сите заедно изелат 3 јајца. Како е тоа можно? Како ова не може? Мислам дека знам. Мислам дека знам. Како? Ако двајца татковци тоа Дечки, значи втората задача за денес ни е да направиме звезди и тоа да биде снимено на мобилен. Снимај. Добро, ајде, значи следно е да сликаме дете како си игра со топка. Епа, ајде, ние, ајде, Ајде сега следен предизвик, што побрзо да се искачите на скалата. Вклучете се и вие во најзабавниот надпревар и бидете дел од Тинтери-минтери шоу! Тинтери-минтери шоу! Тинтери-минтери шоу! Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме
Facebook романса. Дай ми ти уште една шанса. Животот не е така прост. Јас го лайкнав секој твој пост. Шеруваш ти, шерувам јас. Мора за нас да има спас. Твојот unlike мене многу ме мачи. Смирди праќам рецепт за колачи. Не,